како да си го олесниме летниот период од несакани последици од можни незгоди. Со нас во студиото е професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија од клиничка болница Аџибадем Систина, а со него ќе зборуваме за прва помош при, не дај Боже, убот од змија, медуза, ако згазиме морско еже и така натаму, имаме многу инсекти кои што можат да ни дадат несакани последици доколку не знаеме како да изреагираме во прв момент. Добро утро. Добро утро. Благодарам што сте заедно со нас денеска. И еве ќе почнеме со, јас велам, моето најстрашно прашање за себе, како да постапиме, не дај Боже, ако дојдеме во ситуација да не касне змија, иако е многу топло, веќе и некои граѓани пријавуваат и велат дека дури во градскиот парк имаат видено змии. Па добро, има доста. Секаде кај што има природа, има и може да има змија. Тоа не е нешто што треба да претерано да не плаши. Најголем дел од тие не се отровни. Мислам, практично повеќе е стравот што ќе го почувствуваме, меѓутоа треба човек да знае што да направи. Тука генерално после убото змија, она што е особено важно е многу брзо да стигнете до првата медицинска установа, затоа што ако е таа отровна, треба да се прими антивеном, против отров да се даде. Понекогаш да се даде и средство против тетанус, заради тоа што знаат од тие длабоки убоди да исто така се пренесе змиите, одат низ земја, каде што можно е да има такви спори. Меѓутоа, пред да дојде до тоа, битно е да ако такво нешто се случи, да ако убодот е, да речеме, што вообичаено е во пределот на нозете, се легне човекот кој имал таква незгода да малку се смири, да се проба да се истисне колку што може делот тој. Значи да се истисне делот кај што е убодот. Кај што е убодот, да се измие со вода или нешто што не е пријака, да се понекогаш стави мраз на местото кај што може да се, ако е убодот во долниот дел, малку да се подврзе горниот дел за да тој не се шири во циркулацијата нагоре. Тоа се мерки на прва помош кои може да се преземат и оно што е особено важно е да се транспортира, да кажам, до првата здравствена установа, бидејќи тука кај таков драстичен случај на убод, она што може да се пружи е во медицинска установа, каде што ги има сите мерки кои што може да се мониторира и циркулацијата и да се види за што се работи, битни се информациите каков тип на змија е тоа. Каков тип на змија, не сите можеме да процениме. Не можеме, лаици сме, најголем дел од луѓето не се бавиме со тоа, меѓутоа генерално може ли по убодот тоа, дали една точка, две точки, тоа има ли тоа не може. Убодот од змија тој личи исто, мислам, не може врз база на тоа да се пресуди. Да пресудите за што се работи, така да генерално во голем дел од овие институциите, како што се инфективна клиника и други, има средства против змии, тие ќе тоа аплицираат. Добро, но сепак велите да не завладее страв, но не можеме некако во таа ситуација. Па колку што може човек треба да биде присебен заради тоа што треба да се смири, може да се малку и седира пациентот, да кажам, да се види каква е состојбата со притисок и така натаму и што е можно побрзо да во таа лежечка состојба, ако може да се пренесе во првата, да кажам, медицинска установа која ни е достапна сега. Ако е тоа на планина, сигурно нема да одите директно на инфективна клиника во Скопје, ќе дојдете до првата здравствена установа, па од таму ако треба ќе ве транспортира со специјално возило. Но во суштина главно е да не да завладее паника и да се што е можно повеќе да се спречи овој отров да се шири внатре во организмот. Он нема некоја не треба да загрижува локалната реакција, таа е локална реакција, повеќе тука се битни кај отровниците, системските ефекти што ги предизвикуваат. Внатре во телото, доколку се рашири. Да. Некако со нетрпение го очекувавме ова лето, затоа што не е толку ригорозно како изминатото лето. Можеме повеќе да отидеме, да прошетаме еве сега и на море. Па кога сме во поглед на морето, што ако не касне медуза? Како се вели, касне медуза или не опече медуза? Да, убот, тоа е како и едната и другата. Да. Па тоа е често се случува. Да.
не верувам дека некој, особено во детскиот период, не е поминал низ таков некој настан. Тоа е локална реакција, не треба тоа да се црвенило, црвенило пипци, што се јавува, да. тоа е уртика, плик на местото на убодот кој се јавува, понекогаш може да предизвика и малку поширока реакција. Добра. Основно е да се во тој случај некој благ кортизонски крем, кортикостероиден крем нанесе на местото неколку дена, 2-3 пати на ден да се става за да се смири. Тоа е противвоспалително средство, тоа се противвоспалителни кремови. А кога сме кај кортикотерапија, ворете и да се прими таа кортикотерапија урално? Вообичаено да... за тоа нема потреба. Подобро е да се земе некој антихистаминик од типот нешто не знам надворешно, да, од типот не надворешно, може и преку таблета да се таблета. таблета, а кај мали убоди може има и надворешни антихистаминици кои може да се употребуваат во вид на гелови, на кремови. Добре. Но она што јас го преферирам е локално да се даде кортизонски крем, некој да се намачка, тоа е силен противвоспалителен лек и да се земе една таблета, не знам, дезлоратадин или лоратадин, некој од тие. Така за да се смири. За да се антихистаминик, за да се блокира можната алергиска реакција да се прошири која може да се прошири, да кажам, повеќе, да се минимизира ефектот. Тоа е локален ефект. Добре. Често пати прашуваат кога ќе дојдат, да речеме, имаме вакви случаи често, пациентите, добро, ама се уште не ми е поминато, треба време. Значи не може наеднаш покрај таа алергиска компонента, има и токсична компонента што ја предизвикуваат на ткивото на локалните крвни садови овие. Добро, значи да да не се плашиме, не треба да кажете ако треба неколку дена. За разлика од она првото за што зборуваме, каде што ви реков треба веднаш да се отиде во медицинска установа. Ова е нешто за што не мора да се отиде во медицинска установа, каде што може да се тоа со едноставно применување на овие средства да се ублажи. Значи локален кортикостероиден крем и орален антихистаминик таблети да се земат сосема доволно, може тоа ден, 2, 3 да продолжи. Во тој период малку кога се зема таа кортикотерапија, треба ли некоја диета во поглед на исхраната? Не, тоа се само кремови локални, не се орални препарати, може се слободно да се функционира. Орална кортикостероидна терапија доаѓа предвид само кај некои многу силни, многу драматични реакции, кај што може во некоја мала доза да се даде и орален кортизон, но во суштина тоа проаѓа без тоа, само со кремови и со орален антихистаминик. Да. Сега кога сме кај некои ситуации во кои што треба веднаш да се изреагира, зборувавме за змијата, за медузата, не треба да криваме паника, треба како да изреагираме, а кога сме кај морското еже, многу често се случува да се нагази морското еже. Сега, тука како да се постапи, докторе, во поглед на тоа дека можеме сами да си ја комплицираме работата. Ако не треба веднаш да одиме на доктор, можеме сами да се искомплицираме, хируршки да завршиме. Како правилно да се извадат тие воцки, што да се прави? Тоа е малку прво треба да се омекне кожата и обично тука може со некое масло што го имаме обично за сончање и така натаму да се помине кожата. Старите ставале на времето и да кажам бензин и така натаму, кога немале масла при рака за да се на некој начин овозможи да тие самите да подизлезат, и потоа да се отстрануваат со една со пинцета или нешто. Потребна е, бидејќи пинцета тешко дека ќе имате ако сте на плажа или на одмор, можеби ќе имате, можеби ќе немате. Не знам, меѓутоа стерилно игличе секогаш можете да купите во некоја од аптеките. Она што е најголемата грешка што ја правате повторно во страв, тоа толку ќе го раскопаат и трнчињата ќе ги бутнат уште подлабоко во кожата и на тој начин потоа болката не само што не попушта, таа се зголемува и некогаш може да почне и да гнои тој цел дел, па потоа треба да се направи една хируршка, да кажам, инцизија на целата таа површина, да се очисти, да се отстрани и да се стави една газа. Во контекст на компликација на тоа некој се случува, меѓутоа основно е да не се бутаат спрема долу во кожата под лавокот. Дури ако се работи со стерилно игличе, ќе треба како излекување спрема горе, спрема површината на кожата да се прави, за да тие малку под малку се потфатат и тие, ако се претходно е спроведено она што ви кажав, тие сами од себе ќе излезат. Доволно е да се подотворат отворите, понекогаш и со текот на времето, дури да остане нешто, не по секоја цена агресивно да се манипулира во кожата, туку да се остави да тоа самото од себе излезе. И можно е само да излезе од себе. Се случува тоа, се случува да речеме неколку од тие трнчиња да ги извадите, а другите со самото тоа што сте ја умекнале кожата, што сте ја поминале со некое масло и што се направени отвори, самите да излезат. Така. И во оваа ситуација терапија никоја треба да се зема? Не.
Не. Да. Терапија не треба. Она што исто така може во тој дел, ако има, да речеме, чувство на некоја болка при газењето, таму некој локален кортизонски крем да се намачка врз само или болката спреј, да се... обично спреј е подобро во тој дел, за да таа болка и тој дискомфорт таму да престане што постои. Имаме уште неколку прашања во поглед на тоа како да изреагираме или да не искомплицираме кога може нешто многу лесно да пројде. Во контекст на тоа, тука ни се убодите кои што не смееме да ги занемариме. Оса, пчела, страшлен. Мислам, страшлен е мојот најголем страф е. Страшлен. Искрено да ви кажам. Јас имав една епизода пред едно 4-5 дена со страшлен во подколениците и тоа е драматичен убод, мислам онака што он не самата тој не е проблемот кај луѓе што не се алергични, како што сум јас, не. Ама ние не знаеме никој дали сме или не сме. Меѓутоа и самиот убод на местото прави многу интензивна реакција, може да направи еден површен тромбофлебит, значи да ги зафати и крвните садови самиот тој убод, и затоа појак убод од другите. Појак е, значи и по интензитет е појак. Таа болка што ќе ја почувствувате е различна од колку ако ве пецне пчела или оса. И во суштина треба да се даде локална терапија, треба антибиотик некогаш да се превенира тоа ширење на потенцијалната инфекција што е внесена на тој начин, и антихистаминици исто така да се спречи таа алергиска реакција, локални кортизонски кремови, понекогаш и хепатромбин да се примени на тој дел заради отокот, заради зафаќањето и на васкуларната мрежа на крвните садови. Така да по интензитет тој е најсилен, зборам кај луѓе што не се алергични. Кај алергични луѓе на страшлен, на пчела и на оса, тоа е многу комплицирана, понекогаш и животно загрозувачка ситуација. И тука треба да се има веднаш антишок терапија. Кај тие луѓе што знаат дека се алергични, ние им советуваме да носат има едни пенкала адреналински, еден епипен, кои се вризгуваат на местото кај што се вризгуваат после убодот, мислам супкутано во било кој дел од кожата, за да се спречи евентуално настанување на шокова реакција, да се земе орален или мускулен или интравенски кортизон, значи обично тоа се препарати кои народот ги знае како, не знам, урбазон, синопен и така натаму, да се боцне, за да се овозможи да се има еден период да се дојде до медицинска установа каде што понатаму ќе се продолжи лекувањето кај луѓе што се алергични. Тоа е сериозна работа и затоа мојот совет до сите нив е таму кај што знаат дека се алергични или ако се сомневаат, прво да се проверат. Тоа денеска се одредува многу елегантно, се зема крв и се одредува не само дали сте алергичен, кај нас во болницата земаме крв и за 5-6 дена кај нас во Аџибадем имате можност после тоа да знаете и точно колку сте алергични, не само дали сте алергични, туку колку сте алергични. И на таквите луѓе советуваме понатаму да си носат со нив помагала, вакцинација. Значи може со вакцина да се намали или да се скрос исчезне тоа. Добро, тие вакцини се примаат пред летните одмори? Тие вакцини, за разлика да речеме од вакцините кај полен и треви, може да се примаат постојано. Значи таа не е кратка процедура, таа трае година, 2 години, 3 години. Значи различно, обично минимумот е 2 години кај што се спроведува, но е нешто што е многу ефикасно и помага. И сум имал многу случаи на луѓе кои се, да речеме, работници на скеле, кои имале страшни реакции кога имале убод од некоја оса или од некоја пчела. После вакцинација, после период од 2 години, тие луѓе функционираат нормално. И на тој начин е заштитен нивниот живот. Така тоа се сериозни ситуации кај што треба така се третираат. Така луѓе што не се алергични, обично е доволно некој антихистаминик локално да се намачка, може локален синопен или фенистил, може да се напијат на уста некоја таблетка лоратадин или што имаат при рака или дезлоратадин. И тоа е она што е сосема доволно да биде. Кај стршлените поради тој интензитет на убодот можат и овие работи да ги спроведат, кои јас лично на мене ги применив. Така да тоа е нешто што може. Тоа не можеме да го избегнеме, особено ако возите точак или ако имате малку поголема брзина на движење, кога трчате, инсектите плашејки се или бегајки од вас, некогаш по грешка ќе ве удрат. И тие бегаат од луѓето, не одат свесно да ве нападат, меѓутоа тоа е тоа, природата е таква. Да, ќе искористам при крајот на разговорот, постојано зборуваме дека е убаво да бидеме изложени на сонце, витаминот Д ни требаше, изминатиот период бевме многу затворени, ни недостасува во организмот на повеќето. И сега кога сме веќе кај тоа, да, треба изложеност на сонце, треба витамин Д да го создаваме во организмот, но колку е тоа доволно?
Како треба да каде грешиме, можеби па претерано изложеност на сонце, што значи? Па јас сум поборник и тоа е влезено во медицинските протоколи да сите луѓе користат летно време кремови со заштитен фактор за сонце. Сега друго е колку на тоа сите се придржуваме и дали секојдневно се придржуваме, меѓутоа особено ако сте изложени на сонце постојано, ако спортувате надвор, ако имате двор во кој работите, морате да користите летно време кога е вака 41 степен како што е сега температурата надвор, заштитен фактор за сонце 50+. Значи од било кој производител медицински сертифициран во Македонија може да се употребуваат тие препарати кои може да ги купат, некои се продаваат и во аптеки, некои во маркети се продаваат, меѓутоа тоа е нешто што може слободно да се употребува и треба постојано да се употребува. Зошто? Заради тоа што едно се докажаната причина дека сонцето е канцерогено. Ултравиолетовите зраци од Светска здравствена организација се класифицирани како канцероген. И имаат позитивен ефект. Значи убаво е заради... Па се малку е контрадикторно. Да, ама затоа треба да ги искористиме позитивните ефекти. Значи чувството на пријатност, на расположение. Депресивно е без сонце. Значи да бидете така, но, да бидете цело време затворени. Како да распределиме? Не треба никогаш во кога сонцето е најсилно во саатите, не знам, од 12 часот до 16 часот директно да се изложуваат. Треба да користите заштитен фактор за сонце 50+. Македонија не е Шведска, не е Норвешка, 30 или 20 фактор кој во Европска унија е по закон ставен во сите кремови што се употребуваат, во Македонија е малку. Ние сме земја на југот, кај нас сонцето пржи. 50+ фактор, капа заштитна, сламен шешир, со широк ово цело на што може да не заштити од сонце, да го уживаме сонцето, да одиме на море, не да седиме или да одиме на езеро или на планина, кој како преферира, меѓутоа да се заштитиме. Голото изложување на сонце без заштитен фактор, а особено изложувањето на солариуми е голема грешка. И таа е грешка која што повеќето ја прават. Која ја прават повеќето, меѓутоа луѓето треба да знаат, американците не се глупави што ги имаат забрането солариумите во најголем дел од сојузните држави во Америка. Не постојат, забранети се. Заради тоа што се знае дека 10 до 15 пати тоа сонце е поинтензивно. И особено во делови како што е Тексас или како што е Калифорнија, кај што има многу сонце. Скринингот на канцер на кожата, значи тие редовни прегледи што ги прават, и кај нас ние ги овозможуваме, дермоскопски прегледи, ние ги кажуваме, преглед на бемки, преглед на одредени промени на кожата. Нешто што редовно треба да се прави, заради тоа што кожата ги трпи сите овие работи во долг временски период и некогаш понешто ќе почне да се појавува на кожата. Кога сме млади, тоа не ни е така битно затоа што мислиме дека сме семокни, дека ништо не ни може сонцето. Меѓутоа со текот на времето, кожата сите тие информации, таа агресија што ја примала, почнува да ја манифестира. Заради тоа е добро да уште од деца, да ги учиме децата, да ги учиме најмладите, дека треба да се заштитуваат од сонце и дека мора да користат задолжително заштитен фактор на сонце, а да уживаат во сонцето, да уживаат да не седат дома пред компјутер само, да излезат надвор, ама да бидат заштитени. Благодарам што бевте нашиот гостин денеска. Се надам дека и во нареден период ќе имаме прилика и можност повторно да ве угостиме. Ми беше мило, благодарам на поканата што ме поканивте во вашата емисија.